Добра вечер во Дневникот на КТВ, 20 мај 2025 година. Пожарникарите од Кавадарци денеска го одбележаат денот на пожарникарството 20 мај. Со вклучени сирени, 14 противпожарни возила дефилираа низ градот, символично потсетувајќи на секојдневната подготвеност, пожртвуваност и несебична посветеност на пожарникарите во заштитата на животите и имотот на граѓаните. На свеченоста пак во противпожарната единица, градоначалникот Митко Јанчев, честитајќи го празникот на пожарникарите, нагласи дека територијалната противпожарна единица Кавадарци е комплетирана со пожарникари, а постојано се надградува и опремата. Пожарникарите во знак на благодарност до градоначалникот за неговиот придонес во модернизацијата на противпожарната единица му доделија признание за најдобар пожарникар и целосна противпожарна униформа. Пред се сакам да го честитам денешниот ден како ден на пожарникарството. Нека не е среќен за многу години, што помалку работа, здравје и успех. Би сакал да се доврзам на овој значителен ден за пожарникарството, поготово во делот на благородната и хуманата работа која што ја обавуваат пожарникарите. И општина Кавадарци заедно и со другите служби, како Дирекција за спасување, Центар за управување со кризи, полициската станица, исто и доброволните друштва кои што ги имаме во делот на планинарството Орле, доброволното друштво Сашо Гешовски во делот на противпожарството и бизнис секторот кој што несебично се вклучува во општина Кавадарци, исто Црвениот крст, можеме да кажеме дека сме една фузирана компактна општина во делот на делување и исправување со сите предизвици кои што може да ни се нанесат и во делот на природата и во делот на други настанати причини. Можем гордо да кажем дека овие пожарникари кои што се професионално активни вработени во територијалната противпожарна единица Кавадарци се едни наши херои кои што нигеш не вратиле ништо, напротив, имаме учествувано во скоро сите повици и на сите потреби на територијата на Македонија, меѓутоа и надвор од Македонија, како во Турција и во други земји. Можем да кажем и да се пофалам за тоа дека нашите пожарникари редовно ги следат сите трендови и усвршување на пожарникарството и во делот на техничните интервенција, во делот на елементарни непогоди, во делот на пожари, урбани, пожари неотворени, заедно со шумско стопанство Бор, кој што има единица во делот на противпожарната единица, и несебично се вклучуваат во сите други акции кои што треба да бидат од јавен интерес. Пожарникарството како иницијатори меѓу првите преку ЗЕЛС успеавме да го подигнеме на повисоко ниво и да пожарникарите добијат еден подобар статут на вработени лица, со подобри примања, со некаков вид на бенефиции, покрај бенефицираниот стаж, меѓутоа и други работи кои што општина Кавадарци ги возможува за нашите луѓе кои што треба да спасат живот. По последниве 7 години, на чело со пожарникарите и совестноста на нашите сограѓани, не сме имале пожари од поголем размер, навремено интервенирано, на време спасено и покрај големите интервенции кои што и биле потенцијални да предизвикуваат и човекови загрозени животи, а и не дај Боже да има смртни последици. Тоа е благодарение токму на овој тим тука што го имаме како тим во делот на пожарникарството, заедно со командантот на територијалната противпожарна единица, и можеме да кажем дека воа се наши сограѓани, другари и пријатели на исто ниво како секој било кој друг, кој што се дел од социјалниот живот во општина Кавадарци.
Секој ќе даваме големо значење на пожарникарството, поготово за тоа што секој сограѓанин заслужува да биде соодветно заштитен и соодветно да си има достапноста на заштита на неговиот личен имот, на материјалното, меѓутоа и за било која потреба на самите сограѓани. Нека ни е среќен денот, не застануваме тука, ќе продолжиме со понатамошни инвестиции. Би ги споменал некои во соработка со Америчката амбасада, кој што имаме заеднички проект со општина Неготино и треба да се опремиме со повеќе возила, поготово возила за гасење на пожар надвор од урбана средина, усовршување на пожарникарите во делот на се што имаме на територијата, така да во моментот сме на земја, вода, уште немаме опрема за воздух, меѓутоа мислам дека со тек на време дека треба и тоа да го постигнеме, за да имаме комплетна заштита и на територијата и на граѓаните. Командант, нека ви е честит денот за ново години, на сите нека е честит и да се гледаме за убаво, шо помалку работа и повеќе вежби и успеси. Јас најнапред би сакал да им честитам денот на пожарникарите, на сите пожарникари од Република Македонија, затоа што овој е наш заеднички празник, како на професионалните, така и на доброволните пожарникари. Можам да се пофалам дека од година на година нашиот успех е се поголем и подобар, не само за опремата што ја добиваме редовно и често, туку и со самата физичка подготвеност на самите пожарникари, зборам за нашите закадричките пожарникари. Тоа е благодарение на сета она проблематика што е препозната од страна на градоначалникот Митко Јанчев, така да морам да се заблагодарам јавно пред сите и советот на општина Кавадарци, затоа што тие се лицата кои што најпрви го препознаа нашиот проблем што го имавме претходно, така да можам да кажам дека за многу кратко и многу брзо време сите наши проблеми беа решени. Значи како од финансиски аспект, така со људство, значи имаме недостаток на пожарникари, сега сме од доволен број да одговориме сите наши предизвици што ги имаме, така да тој тренд продолжува од година на година. Значи можеме да кажеме дека од година на година сме се подобри и подобри. Јас би сакал да се пофалам и дека од оваа година, од овој момент, ние ќе имаме уште еден професионален пожарникар, кој што досега ни беше само ментор и голем поддржавач, меѓутоа од денеска ние тоа лице решивме сите заедно, професионалните и доброволните пожарникари, и јавно да им се заблагодариме на лицето, се извинувам. И за нашиот најголем поддржавач до сега да го прогласиме за најдобар пожарникар господин градоначалник Митко Јанчев. Мало изненадување. Сега, тоа најдобар е релативна работа, ама ќе се потрудам. Да. Добро, ова е само да ви мотивирам уште подобар да видите. Благодарам. Така да, од денеска, како што кажав, освен наградата, градоначалникот ќе добие специализирана униформа за противпожарна заштита, кој што се надевам дека ќе го изненадиме денеска, пошто мислам дека не знаеше за сето ова. Така да, градоначалниче, вашата желба, односно наредба што ни ја дадовте пред 2 дена, успеавме да ја скоцкаме за само неколку дена и успеавме да го изградиме професионална униформа лично за вас со вашите бројки. Ова униформа од денеска ви припаѓа. Немаше време да го напишем името, се потрудивме, но стварно беше многу кратко време и краток период. Има летна и зимна, таа е комплетна и успеавме да го најдеме и бројот на вашите. Така да, нека ви служат долго. Од денеска го очекуваме и на терен. Вас ви гледаме редовно на терен, меѓутоа веќе сте полна опрема. Ви честитам за униформата, ви честитам за избор за најдобар пожарникар. Градоначалниче, добивте нималку големо значење титула, најдобар пожарникар, добивте униформа, значи ли тоа дека Јанчев не само во цивил ќе го гледаме и во униформа на терен при дејствување на пожар? Пред се до моето залагање и сегаш кога сум тука, учествувам на секој еден пожар. До сега сум учествувал во делот на логистика и помагање на тоа што треба да се помогне на самите пожарникари. Меѓутоа, баш ми е гордост и чест и задоволство да можеме и активно некогаш да се вклучам кога има потреба од таква ситуација.
а сепак мислам дека тимската работа и заедничката работа и мотивацијата од прв човек до градот до сите, мислам дека може само да роди голем успех и плод за секој еден и да направиме поголеми дела за општина Кавадарци и мислам дека и другите општини би требало да го следат примерот на пожарникарството и примерот на тоа дека без разлика дали е градоначалник или командант или командир на смена или доброволно друштво, дека треба да се заложиме за поголема безбедност, пошто колку и да не сакам, на овој ден сете морам да спомнам таа трагедија во Кочани која се случи пред неполни 2 месеци, која што се уште легнуваме и се будиме со неја и се уште не сме свесни што ни се случи, а ни се случи најлошото што може да се случи на една нација, на една држава во една неполни половина час, така да од големо значење да сите раководни функции, менаџерски функции бидат вклучени во делот на заштита на луѓето и да ја познаваат делумно или целосно таа работа, за тоа што така можеме заеднички да имаме и поголем слух и поголем придонес кон заштита на населението и на луѓето. Командире, имавте една обука во Словенија, колку е значајна за усовршување? Да, овие ваквите обуки ни се нас од големо значење, затоа што дел од тие терени што ги имаат во Словенија, ние за жал во Република Македонија ги немаме. Како што ми информиран градоначалникот дека веќе почнуваат некои движења во нашата држава околу терените за обука за унапредување на пожарникарството комплетно. Меѓутоа ние немаме време, немаме намера да го чекаме сето тоа. Значи, словенците се многу понапред од нас. Имаме среќа што имаме пријатели таму наши, кои што не себично се заложија да ни помогнат колку што може. Значи, не само со обука, не само со ангажирање нивниот цел инструкторски тим, туку и со донирање на одреден вид на опрема кој што нас не беше во тој момент неопходна. Така да, ова не беше првиот пат, ова не е прва група што бевме во Словенија, ова е втора група, така да сега кога бевме веќе договоривме за понатамошна соработка, вратите за кавадаричките пожарникари па и пошироко, како што ми спомена таму инструкторите, за македонските пожарникари во Словенија ни се широмо отворени. Така да секоја потреба што имаме, ние имаме добри пријатели таму, би сакал јавно да ги поздравам и да ми се заблагодарам. Ни се отворени, така да се надевам дека таа соработка дека ќе биде успешно завршена, ќе затвориме со една успешна приказна и дека ќе продолжиме со соработка и ќе продолжиме со обуките. Тие се желни дури да дојдат во Република Македонија, значи да направиме поголем проект каде што би ни помогнале не само на кавадаричките пожарникари, туку и малку пошироко. И не само со нивното искуство и знаење да го споделат со нас, туку и да донираат се што не е потребно. Како што кажав, тоа е малку поголем проект кој што разговаравме со градоначалникот, така да тоа малку ќе да го изработиме. Може ли да биде заедничка показна вежба со словенските пожарникари? Па се надеваме. Јавност во Словенија тоа го виде, меѓутоа јас би сакал и кога бев таму го искажав како желба, таа желба, значи и овде да се види таа една таква заедничка вежба, се надевам дека ќе биде остварена. Во месец септември сега имаме еден состанок, една средба со нив, така да ги очекуваме како гости да ни бидат и се надеваме дека ќе вроди плод таа средба. Јас и друго би сакал да кажам дека нашите резултати на кавадаричките пожарникари нема да бидам себичен да кажам дека е само наш успех. Значи, покрај работата на терен, јас морам да се заблагодарам на соработката што имаме со други релевантни институции кои што се секогаш тука за нас. Би спомнал би почнал од Дирекција за заштита и спасување, од Центар за управување со кризи, кои што сте како институции, како дел од цивилната заштита, заедно со Министерството за внатрешни работи, кои што се секогаш тука за нас, секој наш проблем има поддршка од нивна страна, како и од, како што спомнав претходно градоначалникот, Советот, но и од бизнис секторот на град Кавадарци. Се надам дека таа соработка ќе продолжи. Ние го докажуваме тоа на терен дека ни е заслужено и самите граѓани тоа го гледат и поддршката не се поголеми од нивна страна, така да едноставно можам да кажам дека само продолжуваме со работа, нема да ги разочараме ни една од овие институции релевантни, како и граѓаните на град Кавадарци, продолжуваме со работа. Се врши реконструкција на фекална канализација во селото Ресава. Работите ги изведува фирмата РМК Градба од Студеничани, а проектот е во вкупна вредност од 8.089.000 денари, од кои 3 милиони денари се инвестиција на Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатиот износ е инвестиција на општина Кавадарци.
Се повикуваат сите верници, а особено оние кои го имаат за заштитник Свети Николај, да дојдат во храмот Света Петка, каде се гради параклис на Свети Николај, да донесат петолебие на 21. мај среда во 17 часот, а на 22. мај четврток со почеток во 8:30 часот на Света Божествена литургија. Почитувани верници, нашата Света Македонска православна црква Охридска архиепископија на 21. мај среда и 22. мај четврток празнично ќе го прослави преносот на моштите на Светиот Николај Чудотворец, каде токму при овој свет храм во административниот духовен центар за наша голема духовна радост со благослов и неуморната ангажираност на нашиот митрополит Повардарски господин Агатангел се гради параклис посветен токму на овој славен светител, чишто ктитор е нашиот градоначалник господинот Митко Јанчев со семејството. Почитувани, на 21. мај среда со почеток во 17 часот во храмот посветен на преподобната Параскева Петка ќе се отслужи празнична вечерна богослужба со петолебие, на кои сите верни чеда, а особено оние кои го имаат за заштитник Светиот Николај, да дојдат да донесат 5 лепчиња, неварена пченица, масло и вино, и истите благословени осветени ги вратат во своите домови за здравие на своите семејства. Утредента на 22. мај четврток, со почеток во 8 часот и 30 минути, ќе се отслужи празнична света божествена златоустова литургија. Затоа ги повикуваме сите верни чеда да дојдат да земат учество во светата литургија и молитвено одадеме почит на Светиот Николај Чудотворец, кој е доста почитуван и славен во целиот свет. Преносот на моштите се случи во времето на царот Алексеј Комнен и на патриархот Никола Граматик во 1087 година, кога телото на овој светител беше пренесено од Мир Ликијски во градот Бари во Италија. Тоа се случи заради навалата на муслиманите на Ликија. Светителот му се јави на сон на некој чесен свештеник во Бари и му заповеда неговите мошти да се пренесат во тој град. Во она време градот Бари беше православен и под православен патриарх. При преносот на моштите на светителот се случија многу чуда, како од допирот на моштите, така и од мирото, кое што изобилно се лееше од нив. На овој ден уште се споменува и чудото извршено над српскиот крал Стефан Дечански, тоест како Свети Николај му го врати видот на слепиот крал Стефан. Нека Господ Бог по молитвите на Светиот Николај Чудотворец на сите луѓе им ги услиша молитвите и им дарува здравие и спасение за вечен живот. Амин. Советот на Општина Росоман вчера ја одржа редовната 56-та седница, започнаа подготовките за духовден Праскобер. На вчерашната редовна седница на Советот на Општина Росоман, меѓу точките на дневен ред, советниците ја усвоија и програмата за манифестацијата Духовден Праскобер, што традиционално се одржува во Росоман. Председателот на Советот Ристо Јошев даде образложение на содржините од оваа програма, а градоначалникот Стојан Николов ги најави естрадните уметници кои ќе настапат на манифестацијата. Значи, традиционална манифестација Духовен фест Праскобер 2025 година ќе се вклучи богата програма со спортски настани, културно-уметнички настани, настапи на звезди македонската и српската музичка естрада. Традиционална манифестација Духовен фест Праскобер 2025 година ќе се одржи во локација Старо училиште во Росоман. На ден 6.6.25 година, прв ден петок, финален меморијален турнир мал фудбал Сашко Ѓелов Шулц, кој ќе се одржи на игралиштето при Старото училиште во Росоман. Забавна програма со настап на звезди од македонската музичка естрада. Втора ден, 7.6.25 година, сабота, 9 часот ревијален турнир на мал фудбал со учество на екипи од департамените општини и местните заедници. 20 часот, што е пак во сабота, свечено отварање манифестација збогатена со културно-уметничка програма со настап на културно-уметничкото друштва од Росоман и Тиквешкиот регион. 21 часот обраќање на градоначалникот и председателот на Советот на Општина Росоман, 22 часот забавна програма со настап на музички звезди. Трет ден, 8.6.25 година, недела панеѓа во организација на јавното предпријатие комунални дејности Росоман од Росоман.
Поштувана јавност, значи оваа година имаме и петок и сабота настап на музички звезди. Првата вечер ќе настапи Софија Манева а после нејзе веднаш Јоце Панов. Во сабота Антонија Гиговска и Амадеус Бен. Од делот на музичките звезди. Матурантите од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци синоќ ја прославија матурската вечер, а денеска наутро дојдоа на серенада во училиштето. Денес во овие утрински часови на така наречена серенада традиционално ни дојдоа нашите ученици, нашите довчерашни ученици кои што се наши матуранти и на кои што ние како колектив сме горди на нив. Синоќ беше матурската на учениците од Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко од Кавадарци, која што заврши успешно. Учениците беа фини на таа матурска вечер, беа весели, расположени и помина без никакви инциденти. Сакам да им посакам на нашите матуранти многу среќа, многу успех во иднина во животот, да ги следи патеката на успехот и да им се заблагодарам од името на колективот, на целиот колектив на СОУ Киро Спанџов Брко Кавадарци, што беа наши довчерашни ученици и кои што нивното образование одлучија да го спроведат, односно да го реализираат тука. Целото знание кое што нашиот колектив се потруди да им го овозможи на нашите ученици, нека им служи во иднина, нека им користи во иднина и да имаат најголеми успеси во животот и да ги служи многу здрави и среќа. Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци денеска го одбележа патрониот празник. За првенец на генерацијата беше прогласен ученикот Петар Рамов. Со голема чест и радост ве поздравувам денес на нашиот најсвечен ден, патрониот празник на Општинско основно училиште Тошо Велков Пепето. Денес сите заедно се поклонуваме пред ликот и делото на нашиот патрон, пред вредностите што тој ни ги остави како аменат, љубов кон татковината, храброст, знаење и човечност. Животот на Тошо Велков Пепето не е само дел од историјата, туку е трајна инспирација за сите нас. Преку труд, знаење, посветеност, можеме да изградиме подобро општество. Во оваа прилика од срце сакам да изразам искрена благодарност до локалната самоуправа, особено до градоначалникот Митко Јанчев за континуираната поддршка и визија за подобро образование. Вашата заложба за создавање подобри услови за учење и работа во нашето училиште е мотив за сите нас. Да продолжиме уште посилно кон успехот. Исто така упатувам благодарност до председателот на Совет на општината господин Стојан Чарамов за неговата поддршка и заедничка грижа за иднината на нашите ученици. Драги ученици, денес вие сте нашата гордост и нашата иднина. Учењето, трудот и посветеноста ќе ве водат кон исполнување на вашите соништа. Драги наставници, ви благодарам за вашата огромна посветеност, трпение и љубов со која секоја ден ги насочувате нашите ученици кон патот на знаењето и вредностите. Драги родители, ви благодарам за поддршката и за довербата што и не укажувате. Да работиме заедно за добро на нашите деца. Почитувани присутни, да продолжиме сите заедно да ја негуваме традицијата, да ја чуваме историјата и да ја градиме иднината со уште повеќе љубов, знаење и обединетост. Нека ни е честит патрониот празник. Произведовме генерации кои ќе остават општествен белег во нашите Кавадарци. Произведовме генерации, правенци на генерацијата, пофалени ученици кои треба да бидат достојни градители на нашиот град, на нашата Македонија. Се надевам дека заедно сплотени едни со други направивме општина Кавадарци да има квалитетно и добро образование. Почитувани присутни, образованието не е ничија привилегија. Образованието е заедничка задача на градоначалник, совет, менаџерски тим, на ученици, на професори, на родители. Токму таа кохезија, сите едни кон други, со сплотена рака, мора да не направи заедно горди, да ја направиме најбитната инвестиција во денешницата. Односно, денеска се е милливо и меливо, само образованието станува вечно. Затоа, почитувани родители, почитувани наставници, почитувани менаџери, инвестирајте во образованието, посебно вие ученици, бидејќи образованието е најисплатлива инвестиција.
Живееме во време на пореметени морални вредности. Живееме време на нарушени морални интегритети. Токму заради тоа, силно сплотени едни со други, односно вие ученици, треба едно пред вас да биде јасно. Односно, инвестирањето во образованието и образовниот циклус, тоа е тоа што ќе ве направи различни од сите други и тоа е тоа што ќе ја направи Македонија и нашите кавадарци гордо. Како Совет на општина Кавадарци и градоначалник Митко Јанчев во изминатите 4 години се инвестираше прилично доста во нашето образование. Односно, се направија во мандатот на нашиот градоначалник во неговата 8 година 7 спортски сали. Потоа се инвестира како во руралните, така и во централните основни општински училишта. Да не го заборавиме инвестирањето и во средните насочени општински училишта. Тоа не прави посебно горди. Како Совет на општина Кавадарци, заедно произлезе од сите советници, подржан од градоначалникот, во изминатите 2 години се издвои буџет за сите ученици кои ќе освојат награди на меѓународно и државно ниво, да се издвојуваат пари и за учениците и за нивните ментори. Почитувани, верувајте дека финансиската конструкција која е направена од 900.000 денари од буџет на општина Кавадарци можеби не е ни многу, меѓутоа тоа е една мала коцка во мозаикот на целиот образовен процес преку неговиот ментор и преку учениците. Во разговор со градоначалникот, здравје Боже, бидејќи ова година изборна година, до година ако ја добиеме довербата, се планира тие средства да одат уште нагоре. Потоа се инвестира во секое прваче. Секое прваче при неговото запишување се вложува за да се олесни самиот социјален статус на семејството во нашиот град. За таа намена беа издвоени околу 700.000 денари од буџетот на општина Кавадарци. Се надевам дека сме на прав пат. На прав пат сплотени едни кон други, верба едни во други, се во интерес на нашите ученици. На правенецот на генерацијата, Петар Рамов би му поскал многу здравје, многу љубов и секогаш во срцето да има својата втора мајка, мајка Македонија. Да се стои овде како првенец на генерацијата е вистинска чест, ама и одговорност. Ова признание не е само мој успех, туку и на моите родители кои ме поддржуваа и потекнуваа, на моите наставници кои веруваа во мене и ме инспирираа, и на моите соученици со кои заедно растевме, учевме и се надпреварувавме. Стојам овде денес и не можам да поверувам дека поминаа 9 години од првиот училишен ден. Се сеќавам кога со огромен ранец, со срамежливост и страв, го направив првиот чекор кон училницата. Исплашен, збунет, истовремено љубопитен, нерадо ја пуштив раката на мајка ми и се впуштив во ново патување. Не бев свесен дека на другата страна не чека раката на нашиот иден учител, нашиот прв наставник Христе Матаков. Рака која што не поведе сите и цврсто не држеше цели 5 години. Драг наш наставнику, со љубов и трпение помогнавте секој од нас да се пронајде и да се вклопи во новото и неизвестното. Не научивте дека со работа не можам, секогаш може да стане можам и дека секоја грешка е само уште една лекција. Вие не само што не описменивте, туку ни всадивте љубов кон учењето, љубопитност кон светот и верба во себе. Спремни за нови предизвици, желни за нови знаења, ни испративте во шесто, а ние продолживме храбро. Вашата задача ја предадовте на нашата класна Македонка Николова. Ви благодариме од срце. Драга класна, вашата безрезервна поддршка, мајчинската грижа и стремежот да ни покажете дека другарството, меѓусебното почитување и помагање ќе не направат уште посилни и поуспешни родија со плод. И вам ви благодариме од срце. Низ годините имавме многу наставници, многу часови, стекавме многу знаење. Вие, драги наставници, не го отворивте патот кон знаењето, ги откривавте и развивавте нашите потенцијали и афинитети, ни помогнавте да изградиме цврсти темели за рајчи области, за рајчи науки, ни ги отворивте видиците за иднината. Јас посебно се заблагодарувам на наставничката по природни науки Марија Бачева, наставничката по географија Камелија Колева и наставничката по биологија Орхидеја Димовска за нивната поддршка и верба во мене. Заедно освоивме многу награди и гордо го представувавме нашето училиште и нашиот град во држава. Ова е крај на едно поглавје, но почеток на друго. И се надевам дека секој од нас ќе продолжи по својот отбран пат и ќе успее да ги оствари своите желби. Ми беше чест да бидам ученик во ово училиште.
Наградени најуспешните жени менаџерки за 2025 година. Јанинка Чупарковска, генерален менаџер на Кожувчанка ДОО Кавадарци и член на Советот за женско предприемништво на Општина Кавадарци, е добитничка на признание за најуспешна жена менаџерка за 2025 година од страна на агенцијата Мерили. Жените во Кавадарци се двигатели на позитивни промени во бизнис секторот и општеството. Во Општина Кавадарци, женското предприемништво е во постојан подем со се поголем број активни, иновативни и успешни жени предприемачки. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Царинската управа денеска се пофали дека за неполни 5 месеци поднела 85 кривични пријави колку што биле вкупно во периодот од 2020 до 2022 година. До основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, до основното јавно обвинителство, Оделението за истраги при секторот за контрола истраги поднесе 41 кривична пријава против 32 правни и 118 физички лица за сторени кривични дела со 140 возила, при што директната штета нанесена во буџетот на Република Македонија со избегнање на плаќање давачки изнесува 14,7 милиони денари или 239.000 евра. Секторот за контрола и истраги влезе во траг и открие организирана мрежа во која царински службеници, шпедитери, нотар и полициски службеник извршиле криминални дела со употребувано возило Мерцедес. Против сите е поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а возилото е одземено. Нов скандал со дипломи на повидок обвинуваат од СДСМ дали Јанев е незаконски назначен на чело на БЈБ, прашаа социјалдемократите. Нов скандал со безбедносните служби е на повидок. Јавно се објавени сомнежи за незаконско именување на директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев. Дали директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев не ги исполнува условите за функцијата? Според информации објавени во неколку медиуми, поднесена е анонимна представка до Државната комисија за спречување корупција поради основани сомнежи за незаконитост на дипломата за магистерски студии на Јанев на Универзитетот Скопје. Оваа диплома, почитувани, е меѓу основните законски услови за да може да биде назначен за директор на Бирото за јавна безбедност. Како што е објавено во неговата официјална биографија, објавена на страната на Министерството за внатрешни работи, нема точен датум на стекнување на звањето магистер. Дополнително, ниту на сајтот на Универзитетот Скопје нема никакви податоци за јавна одбрана на магистерски труд. Не може да се најде ниту запис во електронските системи на Универзитетот или Министерството за образование за проверка на плагијат. Сето ова почитувани е законски задолжително. Според Законот за научно-истражувачка дејност, секој магистерски труд мора најмалку 30 дена пред одбраната да биде внесен во системот за проверка на плагијати. Јанев, почитувани, бил именуван на 28.6.2024 година. Дали е точно дека системот не функционирал токму во тој период? Овие сомнежи во овој случај отвара сериозни прашања кои мора да бидат одговорени. Дали владата на ВМРО ДПМН на чело на Бирото за јавна безбедност избрале човек кој не ги исполнува законските услови? Дали станува збор за фалсификување документи заради партиски интереси? Зошто Министерството за внатрешни работи молчи за овие јавно објавени сомнежи? СДСМ, почитувани, бара одговори на овие прашања и бара итна истрага од јавното обвинителство. Додека јавноста се уште чека разрешница со директорот на Агенцијата за национална безбедност за неговиот сертификат, сега се отвара втор скандал во највисоките безбедносни институции и позиции во државата: Агенцијата за национална безбедност и Бирото за јавна безбедност. Безбедноста на граѓаните е ставена во канџите на партиски луѓе, за кои прашање е дали воопшто ги исполнуваат законските критериуми. Ова е сериозна безбедносна закана и СДСМ ќе продолжи гласно да го разобличува секој скандал, секој фалсификат и секој обид за окупирање на институциите по незаконски пат. Функционирањето на безбедносните служби не смее да биде жртва на партиската држава која инсталира ВМРО ДПМН повторно.
Филипче продолжува да молчи за случајот за модуларна болница, дали е заштитен, през конференција на ВМРО ДПМН. Еднонеделната прошетка во Дубај на Филипче, заедно со неговиот ментор Заев, вчера заврши. Филипче се врати од песочните плажи во Дубај, на кои што уживаше со Заев и тераше бизниси, и се јави на пресконференција, но не одговори на прашањата кои му ги поставивме. Денес повторно го прашуваме Филипче. Каде беше тој изминатава недела? Од каде му е златната виза за Дубај? Дали има бизнис со Заев во Дубај? Дали има нострифицирана диплома или можеби над 500.000 долари? Во однос на модуларната болница, дали Филипче е задоволен од пресудата? Како ги коментира смешните пресуди од 1,5 година на екс-директорите? Дали судиите кои ја донесоа пресудата станале судии со негов амин? Дали Филипче е иземен од случајот? Дали Филипче е заштитен? Дали тоа што Филипче беше министер го штити и ги пушти низ вода двајцата екс-директори? Дали Филипче имал влијаено на пресудата? Почитувани, Филипче е обичен лажго и манипулатор. Него не го интересираат граѓаните, туку бизнисот и профитите. Филипче молчи и се крие кога ќе биде повикан во јавноста. Филипче доста е молк. Време е за одговори. Левица повторно ја одложи собраниската седница. ДПМН крие информации за патни трошоци и кирии на пратениците, обвинуваат од оваа политичка партија. Согласно член 33, член 32 од Закон за пратеници, член 35 и 67 од Деловникот на Собранието, службите на Собранието и генералниот секретар не смеа да ги игнорираат барањата на пратениците. Толку е просто и едноставно. Пратеничката Мојсовска од пратеничката група на Левица има испратено барање до генералниот секретар со кое ги бара исплатените патни трошоци и кирии за 2024 година поименично за секој пратеник. Барањето е поднесено во јануари, сега е мај, поминаа 4 месеци и уште нема одговор. Согласно член 67 став 3 барам да му се наложи на генералниот секретар да си ги изврши законските и деловничките обврски. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, попладне, нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. Температурата ќе се движи од 11 до 26 степени. Почитувани, тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за времето и вниманието. Имајте пријатни мигови.